Ова е документарен запис за исчезнатото и оттуѓено културно-историско богатство на Македонија, кое денес ги краси витрините на светските музејски центри. Ова е документарен филм за највредните галеничиња на Македонија, оттргнати од нејзините пазови. Ова е нивното досие. Во врска со отпочнатата акција за реституција на движните предмети со споменички вредности, обработени се во првата фаза мал број на споменици од средновековната уметност со сакрален карактер, имено станува збор за икони и предмети со сакрален карактер од типот на мали метални предмети. И нивниот број во оваа прва фаза на обработка е релативно мал. Главно се базираше на објавените податоци во литературата и на оние предмети кои што веќе на територијата на некогашна Југославија биле експонирани на изложби, кои што сега се наоѓаат во Народниот музеј во Белград, во Музеот на применетата уметност и во Етнографскиот музеј. Представуваат дела кои што содржат уметнички вредности и кои за фондот на нашето споменичко наследство, доколку успееме да со постапката на реституцијата ги повратиме во Македонија, би пополниле одредена празнина, која што со оглед на фондот на сочуваните икони од византискиот и особено поствизантискиот период можеби нема да представува пополнување на некоја голема празнина, затоа што е познато дека Македонија располага со изворедно голем фонд на споменици на културата од овој тип. Меѓутоа, за некои од нив, особено за оние кои што представуваат делови од икони кои што веќе ги имаме, како што е представата на раѓањето Христово десната половина и левата која што е во Белград, би требало да овие две парчиња се спојат и да иконата добие својата целина. Што се однесува за предметите од метал, во оваа фаза на обработка на материјалот, нивното значење е пошироко во однос на она што значи фонд во Македонија. Не би можел сега во моментот да се одреди, бидејќи овој вид на предмети се уште кај нас не е обработен, ниту е тој експониран во одредени збирки музејски, ниту е комплетно како таков тип на предмети објавен. И за тоа ќе треба посебна научна обработка, меѓутоа секако станува збор за изворедно значени предмети, чие место го заслужува токму Македонија да ги поседува, бидејќи од овде потекнуваат. Во центарот на Белград, на студентскиот плоштад, се наоѓа Музеот на применетата уметност на Србија. Формиран е во 1950 година од страна на тогашната влада на ФНРЈ. Повод била подарената колекција на уметнички предмети, собственост на белградскиот сликар Љуба Ивановиќ. Овој музеј е нашиот втор попатен центар до откривањето и регистрирањето на македонското културно-историско наследство, кое денес ги краси туѓите музејски витрини. Во музеот се сместени предмети и колекции на се она што значи материјална култура на еден народ, од облека, ткаенини, покуќни на накид, до предмети кои својата примена ја наоѓаат во црковните служби, народните обичаи на сите некогашни југословенски народи и народности. Македонија е една од тие бивши југословенски републики, која со своите многобројни експонати нашла добар простор во витрините и депоата на музеот. Инаку, предметите се класифицирани по материјал, функција и област. Разгледувајќи ги и регистрирајќи ги со нашата камера овие експонати, имав неодоливо чувство дека дел од нив е всушност некогашната исчезната собственост на Црковниот музеј од Скопје, за чија судбина зборувавме во минатата емисија. Подкрепата на ова мое чувство ја најдов во депото за метали при музеот, каде што се чуваат метални експонати од антиката па до поновиот период. Толку многу црковни предмети по потекло од Македонија на едно место е речиси зачудувачко.
Дел од овие предмети, експонати, особено крстовите, се можда мали по димензија, па така и снимањето на секој од нив одделно ни беше отежнато. Но овие купови реликвии јасно зборуваат за нивната бројност. Со нашата камера направивме одделни снимки на некои експонати кои со својата димензија и вредност ни го дозволуваат тоа. Најпрвин да започнеме со овие сребрени крстови со инкрустрација од седев, а нивната изработка на македонските простори била во периодот меѓу 17-тиот и 18-тиот век. Оваа бронзена минијатура со представа на Христовото распетие можна интересно по начинот на изработката, нејзиното датирање се сместува во периодот меѓу 17-тиот и 18-тиот век. Ова се така наречени рипиди, односно реликвии во форма на круг кои на врвот завршуваат со представи на Исус Христос. Дали и овие реликвии не се наоѓале во оние бовчи полни со црковни предмети кои протојереј Шелјухаев ги пренел од Скопскиот црковен музеј во Белград. Сребрените пафти што го украсувале рувото на македонската жена и кои представуваат еден од најбогатите и најинтересните делови од женскиот накид создаван низ векови на просторите на Македонија, овде нашле свое почесно место. Регистриравме околу 15-тина во мощно очувана состојба, во скапа изработка, односно сребро и седев. Речиси сите тие се богато украсени со мотиви од растителниот свет, како и мотиви од Новиот Завет. На седефот се втиснати имињата на школите во кои се произведени. Читаме Охридска школа. Ова беше нашиот запис направен во депото за метали при Музеот на применетата уметност на Србија. Од ова депо се селиме во депото за текстил. Овде се наоѓаат неколку изворедни примероци на стари, богато украсени градски носии од Македонија. Овие фустани се терзиска работа на македонските мајстори од крајот на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век, а две од нив потекнуваат од Битола. Имено, како што не информираа љубезните домаќини на музеот, овие битолските биле купени во Битола, а преостанатите музеот ги откупил од приватни лица во Белград. Предпоставувам дека тоа биле македонски гурбетчи кои во овој временски период доаѓале во Белград во голем број, а по подобра заработувачка. Стилот на овие носи еден задоцнет турски рококо со делови преземени од француското рококо и најчесто работени во свила. Носиите се везени со златни жици, односно срма. За опишување на нивната убавина, зборот и го препуштаме на нашата камера. Вниманието ни го привлекоа и овие селски носии од Македонија. Овие носии се дел од колекцијата, подарок на музеот од белградскиот сликар Љуба Ивановиќ, кој бил и пасиониран колекционер на старини. Познато е дека тој честопати ја посетувал Македонија и како љубител на убавото, во Белград пренел голем број вредни предмети од кои направил богата сопствена збирка. Исто така е познато дека тој најчесто собирал предмети од Тетово и Битола и од нивната околина, и тоа предмети од постар период. Овие подарени носии на овој музеј јасно зборуваат за неговиот вкус и чувството за убавото и вредното. Од дебото на текстил со нашата камера преминуваме во изложбените салони на Музеот за применета уметност во Белград. Низ витрините во поставката што ја затекнавме се изложени и вредни предмети од Македонија. И повторно во мене она чувство дека пред нас стојат оние предмети од Скопскиот црковен музеј на кои мистериозно им се губи трагата по нивното експортирање во Белград во не така далечната 1939 година. Најпрви нашето внимание го привлече оваа везена икона со представа на Света Богородица, изработена во 14-тиот век. Форматот е од помали димензии, а она што ја прави интересна и вредна
е незината делумна изработка во минуциозен вес, како и незината единствена изработка и представа од ваков вид кај нас. Лицето и рацете на Света Богородица се исто така извонредно насликани во иконографски стил. Интересно за оваа икона е што во македонската научна јавност се знае дека постоела на нашите простори, дека има исклучителна вредност и дека е единствен ваков примерок во нашата иконографија. Во поставката на овој музеј наоѓаме и делови, поточно 3 дела од полилејот од Марковиот манастир, чии 2 дела во претходната емисија ги регистриравме во Народниот музеј, исто во Белград. На едниот од овие 3 дела на Марковиот полилеј се наоѓаат ликовите на Архангел Михаил и Архангел Гаврил, кои во рацете држат глава на грешник. И во оваа пригода ќе споменам дека овој полилеј од Марковиот манастир во околината на Скопје има извонредно значење за историјата на уметноста не само кај нас, туку и пошироко на Балканот. Изработен е во 14. век во бронза. И овие делови од овој полилеј на музеот му ги подарил сликарот и колекционер Љуба Ивановиќ. Инаку, според неговите подоснежни сведочења, овие делови од полилејот Ивановиќ ги нашол фрлени во ѓубриштето расфрлано околу манастирот. Заедно со нив ја пронашол и минијатурната икона со представа на светителот Лука, која за жал не успеавме да дознаеме каде се наоѓа денес. Имено истата не била во колекцијата што тој ја подарил на овој музеј. Неколку делови од некогашниот раскошен полилеј кој ја красел манастирската црква Свети Димитрije кај село Сушица Скопско, денес се наоѓаат во музеот на град Скопје, во чија надлежност спаѓа и грижата за овој културно-историски споменик. Меѓутоа, најголемиот дел од него жално лежи растурен во еден ќош од наосот на црквата, прекриен со дебел слој прашина и заборав. Дали нашите надлежни фактори со својата негрижа ќе чекаат да се појави уште некој страстен колекционер на старини кој потоа ќе рече ги најдов растурени во манастирот? Или, после ова, некој ќе се сети дека за овој полилеј, споменик на културата, може да има уште светли денови и без оние неколку вредни парчиња кои денес се наоѓаат во Белград. Оставаме времето да го покаже тоа. Од експонатите изложени во витрините регистрираме понатаму. Ова е еден мушне стар прстен, изработен во сребро, антиквитет од 14. век. Еве уште еден извонредно изработен крст во сребро со инкрустрација на седев, изработен во 18. век. На крајот од нашето дзиркање низ витрините на овој музеј, ја забележавме и оваа икона изработена во седев, обработена со 12 медаљони, а изработена во 18. век. Најверојатно и оваа икона и припаѓала на тогашната копаничарска работилница на Охридската школа. Со регистрирањето и документирањето на овој последен експонат, ја завршуваме и посетата на овој музеј, со надеж дека тоа беа на вистина сите експонати од Македонија кои денес се чуваат овде. Исто така, уште еднаш ја користиме можноста да им се заблагодариме на нашите домаќини во музеот за нивната помош да го направиме овој запис. Со нашата камера се уште сме во Белград, некогашната престолнина на денес бившата СФРЈ. Нашата наредна посета не води кон етнолошкиот музеј, поточно во неговиот оддел, познат како музеј на Христифор Црниловиќ. Овој музеј е сместен во Манаковата куќа во центарот на Белград. Збирката на овој музеј всушност била собственост на сликарот и колекционер Христифор Црниловиќ. А по неговата смрт во 1963 година од страна на еден негов роднина од родното Власотинци, била пренесена во Белград и подарена на Етнолошкиот музеј на Србија. Инаку објектот, познат како Манакова куќа, представува еден од ретко зачуваните примероци на источно-балканската архитектура во Белград. Се одликува со многобројни прозорчиња, што е главната карактеристика на оваа архитектура од 30-тите години на 19-тиот век. И Христифор Црниловиќ, како и неговиот колега Љуба Ивановиќ, ја имал таа среќа да службува во Македонија.
Имено како дипломиран сликар по завршувањето на Втората Балканска војна доаѓа во Скопје и се вработува како наставник по цртање, каде што со мали прекини работи се до 1941 година. Однадарен и школован сликар, Црниловиќ се постраствено се формирал како истражувач и колекционер на уметнички предмети со национално, историско и културно обележје за народите од кои потекнуваат. Меѓутоа, сепак, најмногу внимание им посветил на женската носија и женскиот накид како исклучително интересно подрашје во етнологијата. Но сигурно бил во прашање и интересот од материјалната вредност на овие предмети. Во оваа куќа музеј има 2600 експонати, а најбројни се експонатите од Србија и Македонија. Потоа следуваат Косово, додека примероците од албанското муслиманско население, како и од турското и ароманското население се помалубројни. Вкупно 3 простории во овој музеј се посветени на експонатите од Македонија. Пред да започнеме со поединечно представување на некои поинтересни предмети, ќе ги цитирам зборовите на нивниот некогашен собственик, искажани за неговите истражувања и собирања на теренот на Македонија. Цитирам. Обично, при крајот на училишната година, купував конј и со него за време на распустот ги обиколував географски поврзаните места, без однапред одреден план, и ги собирав пред се народните носии со текстилна орнаментика, со сите придружни делови на носијата. Потоа при крајот на летото, конјот повторно го продавав и се враќав на училишната работа. Христифор Црниловиќ водел дневник кој е значаен извор на податоци за неговиот живот и колекционерската работа. Без сомнение, било така како што вели господинот Црниловиќ, бидејќи доказ за тоа се извонредно убавите примероци од нашата народна носија, за кои ние денес можеме само да жалиме што не ги красат нашите музејски витрини. Зашто добар дел типови примероци кои се наоѓаат во збирката на Црниловиќ, ние денес воопшто ги немаме во Македонија. Централен интерес на Црниловиќ била територијата на Повардарието, па оттука и носиите од овие области се поголем увид во етничкото обележје на македонците од овие делови на земјата. Ние сега сме само во недоумица. Дали да бидеме горди на нашето национално богатство што е изложено во туѓите витрини и представува празник за очите на посетителите овде, или да жалиме што ова богатство го немаме во нашите музеи. Во колекцијата на женски накид има повеќе од 500 примероци извонредно вредни и значајни експонати. Со особена благодарност на материјалот и убавина во обликот се издвојува оваа обетка од 14. век, а по потекло од Охрид. Представува вистински раритет во македонскиот и светскиот накид и таа е користена како честа илустрација на монографии и плакати на овој музеј. По својата суптилна изработка и вредност се истакнува и оваа обетка од Куманово, која исто така датира од 14. век. Во витрината за нумизматика, во која се изложени римски, византиски, средновековни, српски и турски пари, се издвојува оваа сребрена маска под инвентарен број 303. Маската има израз на гримаса на насмевка, шилеста капа и 4 прапорци на неа, а е ископана во околината на Скопје и потекнува од античкиот период. Од истиот период, а најверојатно и од ист локалитет, е и овој прстен со представа на човечки лик. Бразлетните, а особено пафтите, биле најомилениот дел од накидот кај македонската жена. Во 18. век биле особено омилени овие тешки пафти со метални прстени, нанижани на кожен каиш, а потекнуваат од Скопје и Прилеп.
Најмногобројни експонати по потекло од Македонија се сепак носиите. Ова е извореден примерок на женска носија од село Желе во Егејска Македонија. Како се нашла и оваа носија во колекцијата на Црниловиќ со оглед на годините кога работел, не можевме да добиеме информација. Сите овие експонати, како што забележа и нашата камера, се грижливо одбрани и изложени како особено убави и вредни примероци. Ние денес само можеме да се тешиме дека не ги голтнала темнината на забранетата трговија со уметнички предмети. А за некакво враќање, односно реституција на истите, засега нема ни помисла. Од музеот на Христифор Црниловиќ се упативме во воениот музеј на тогашната СФР. Лоциран на јужниот зид од Калемегданската тврдина, формиран како некогашен музеј на Србија уште во 1878 година. Првата поставка и подосна постојана изложба била направена во 1904 година по повод 100 годишнината од првото српско востание. По ослободувањето на 13. декември 1944 година со наредбата издадена од Јосип Броз Тито во состав на овој музеј, се формира и воено-историското одделение на главниот генералштаб од Народно-ослободителната борба, како одделение на југословенските народи со експонати од НОБ. На 20. октомври 1961 година била отворена сегашната поставка на музеот, низ која за прв пат се дава една хронолошка тематска целина, низ која е прикажана историјата на југословенските народи во денес веќе бившата СФР. И покрај тоа што во денешниот многопартиски систем за некои партии и личности македонските експонати што се наоѓаат овде може да бидат веќе депласирани, наша должност е да ги прикажеме пред јавноста како дел од македонската историја сознавана низ вековите. За формирањето на оваа поставка во воениот музеј од Македонија биле донесени, односно набавени, речиси највредните предмети и документи врзани за поновата историја на Македонија, односно историјата од НОБ. Во втората хала на овој музеј се представени главно карти на сега веќе бившите југословенски републики, од периодот пред доаѓањето на словените на овие простори. Во третата сала се поместени документите од веќе присутните словенски племиња и создавањето и развојот на феудалните словенски држави, меѓу кои се споменува и Македонија. Така, од овој период е застапена картата на Македонија од рано-феудалниот период. Потоа, делови од оружје пронајдени низ археолошките локалитети во Македонија, поточно Прилеп и Скопје. Тука се и византиски ковани пари, како и мощна интересната копија од минијатурата на царот Василије II, која потекнува од 11. век. Во салата број 23 се изложени експонатите од Илинденското востание во Македонија од 1903 година и прогласувањето на Првата Крушевска република. Овде го наоѓаме секако како копија и легендарното Црешово топче. Наидуваме на оружје и прибор од ориентална изработка, тоа се 2 револвера на Кремен и 1 на Капислу, потоа турски јатаган, сабја, карабин од типот Маликерка, модел од 1895 година, произведен во Австрија. Потоа, еднокуршумен карабин од типот Грас, модел од 1875 година, француско производство. Уште 2 бајонета исто од француско производство, еден мощно интересен пиштол од рачна изработка од Тетово, како и неколку фотографии на илинденски војводи и водачи на востанието. Освен текстот на заклетвата на илинденските водачи, во салата 23 се сместени делови од востаничките носии, опрема, оружје, како и капата на која стои извезен слоганот «Слобода или смрт»,
Најголем дел од просторот на оваа поголемина на вистина импозантна музејска поставка е посветен на периодот на НОБ и социјалистичката револуција на денес бившите југословенски народи. Сиот изложен материјал овде е хронолошки подреден според настаните во текот на НОБ, што значи бившите јурепублики од овој период не се поодделно застапени по витрините. Меѓутоа, тоа не беше проблем да ги пронајдеме експонатите што не интересираат нас, односно македонските експонати. А уште еднаш да напоменеме, овие снимки се направени есента 1988 година. Мощна и импресивна е збирката на знамења од сите југословенски народи, нивните бригади, чети, дивизии и така натаму. Додека стоевме пред овие знамења, во нас се будеше чувството на гордост и чест. Дали и денес би го доживеале истото тоа чувство ако застанеме на ова место? Или, може би ќе почувствуваме само жал што ова мало знаме на првата македонско-косовска народно-слободителна ударна бригада денес не се наоѓа во витрините на Историскиот музеј на Македонија. Навистина, знамето не е оригинално. Оригиналното е уништено во борбите. Но ова е направено веднаш по ослободувањето од група жени од село Смилево, а посеќавање на оригиналното знаме. Ова се огромни површини над зидовите од овој музеј, по кои се наредени ордени, подарени на музеот од страна на нивните заслужни носители. Кога човек го гледа ова блескаво шаренило од форми и бои, добива впечаток дека стои пред некој ѕиден музеик. Меѓу нив се наоѓаат и ордените на македонските борци, но нивното поединечно регистрирање беше невозможно. Еден од најинтересните и можеби највреден и значаен експонат за нас е дрвената преса од село Битуше, која денес се наоѓа во овој музеј. Пресата и припаѓала на првата македонска печатница Гоце Делчев, формирана во 1942 година. И на неа бил отпечатен и манифестот на главниот штаб на НОБ во Македонија во 1941 година. Ова беше крајот од нашата посета на овие три музејски куќи во Белград, направена во предвечерието на распаѓањето на СФРЈ. Останувам со чувство за потреба нашите културни, а пред се политички задолжени служби во нашата држава, да се замислат и размислат за потребните чекори што треба да ги преземат. А во рамките на Хашката конвенција од 1954 година и по новата конвенција на УНЕСКО од 1970 година. Макар дел од ова македонско национално богатство денес да се врати во нашите трезори и витрини. Впрочем, врз база на овие конвенции и на Србија од страна на Хрватска во 1987 година и беа вратени добар дел средновековни ракописи и други раритети однесени за време на Втората светска војна.